студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Нови докази каде е фамозниот ранец со оружјето со кои се убиени Вања и Панче и моторолите за комуникација откри обвинетиот Велибор Манев на денешното судско рочиште со завршни зборови за првообвинетиот Љупчо Палевски. Палчо негира секаква вмешаност во киднапирањата и убиствата. За екзекутор го наведува Боре Видевски. Приведено е лицето кое требало да го уништи ранецот на Палчо, во кој било оружјето со кое се убиени Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски. Апсењето доаѓа по денешниот завршен збор на обвинетиот Велибор Манев, кој во сведочењето рече дека и намерно оставил докази како снимки од камерите за да ним остави простор за алиби на Палчо. Бидејќи сака да ме набеди дека јас сум убиецот, ке кажам се. Лично тој ми се јави од турската граница и ми рече да му се јавам на Зоран Давидков од Народна банка, член на партијата Десна, за да го отстрани пакетот, ранецот со оружје и мотороли. Полицијата веднаш по сведочењето на Манев го лиши од слобода ова лице. Тој е задржан во станица, а обвинителството информираше дека се преземаат и други действија. Адвокатот на Палевски вели дека ова е уште една измислена приказна на обвинетиот Манев. Побара ослободителна пресуда за Палчо. Ова кажување беше уште пред неколку месеци, каде што и јас лично како радител на Палевски инсистирав да тоа лице биде и тогаш откриено. За жал, во завршен збор на постапката истото беше откриено и како што тргна постапкава, така и заврши на лош, нечестен начин, со многу слабости во целата процедура и слабости на обвинителството. Палевски и завршните зборови ги читаше на околу 30 на страници и тврдеше дека за него не постои ниту еден доказ дека ги сторил кривичните дела. Снимките од доказната постапка ги нарече цртан филм, а за обвинителството рече дека водело криминална истрага. Обвинетиот Велибор Манев е организатор, Боре Видевски е пукач, а Владко Кешишев е стражар. Нема трага дека сум присутен на 2 места на грмнување и убиства и во 2 возила. Ојо направило обвинение без ниту еден доказ и вештачен телефон. Нема мои траги во кангуто. Како е можно да има траги од другите, а не од мене? Намерата на Ојо уште од 5.12.2023 е да ве убеди да ме осудите, но зошто не ги гледате доказите изведени на рочиштата? Се обрати Палевски до судечкиот совет. Во завршните зборови обвинетиот татко на Вања побара од Палчо да слушне зошто ја убил неговата ќерка. Останатите обвинети изразија каење што му верувале на Палчо и дека не се виновни за убиствата. На 25-ти јавноста ќе ја слушне пресудата за петмината обвинети за 2 свирепи убиства. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Двајцата поранешни директори на онкологија одат во притвор. Ова следи по денешната јавна седница во апелациониот суд, на која Нино Васев и Нехад Нухи ги сочи аргументите со висшето јавно обвинителство. Двајцата обвинети бараат укинување на куќниот притвор, а обвинителството предложи ефективен притвор поради опасност за бегство, откако е известно дека ќе добијат осудителни пресуди. Да, соработувал и имал мерки, ги почитувал тие мерки, меѓутоа тоа било во некоја поранешна фаза, каде што обвинителството се уште ги немало собрано сите оние тој квантум на докази кои што почетните основи на сомневање би ги подигнале на повисоко ниво, до тој степен до кој што сега се, степен во кој што врз основа на прибраниот доказен материјал основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно соочувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. СДСМ денеска обелодени кандидати за градоначалници на престојните локални избори, кои се имињата и во кои општини во живо прашува Ивана Соколовиќ Најдова. Натино СДСМ вечерва објави 19 имиња со кои што влегува во изборната трка за локалните избори на есен. Според првиот човек на партијата Венко Филипче, овие кандидати на кои што вечерва им е дадена довербата ќе понудат проекти кои што ќе бидат во целост реализирани доколку ја добијат довербата од граѓаните. Од оние имиња кои што ги сподели, одлучено е вечерва Горана Герасимовски да ја добие повторно довербата, да ја трчат трката за општина Центар, како и кандидатите или веќе актуелните градоначалници на Крушево и Крива Паланка. Во продолжение да ги слушнеме кои се сите 19 имиња кои што извршните органи на СДСМ вечерва им дадоа доверба да влезат во изборната трка. За општина Центар актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за општина Аеродром доктор Александар Трајановски,
За општина Ѓорче Петров, председател на општинската организација Костадин Ацевски, за општина Чучер Сандево, актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ, за општина Берово, актуелниот председател на општинската организација Илија Рунтевски, за општина Крива Паланка, актуелниот градоначалник Сашо Митовски, за општина Лозово Ацо Велковски, општина Чешиново Блешево Горанчо Крстев, општина Богданци Блаже Шопов, општина Доиран Ристо Джинев, општина Могила Зоран Ристевски, општина Неготино Петар Мантев, општина Новаци Љубе Кузмановски, општина Росоман Стојанче Николов, актуелниот градоначалник, општина Вевчани, председател на општинската организација Стефан Радиновски, во Крушево актуелниот градоначалник Томе Христовски, во Ресен председател на општинската организација Александар Бузлевски, во Штип исто така председател на општинската организација Павел Иванов и председател на општинската организација во општина Газибаба Владко Митовски. Ивана, што е со најинтересното име, нели кандидат за Скопје и дали СДСМ ќе поддржува други кандидати на други партии во други општини? Тино, се уште името за кандидат за градоначалник на градот Скопје не соопштуваат од СДСМ. Филипче вели дека во игра се неколку имиња, меѓутоа се уште трае дебатата внатре во партијата, кој ќе добие најголемата доверба за да биде официјалното име со кое што тие ќе излезат во трката за добивање на локалната власт овде во градот Скопје. Меѓутоа не исклучува можност да се подржи некој од кандидатите од коалицијата на некој од општините. Еве и ова изјава Филипче. Тоа ќе зависи од тоа како ќе завршат разговорите, меѓутоа има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Иване, и Вреди вечерва формира предизборен штаб, би рекол, дали се обелодени со кои кандидати за градоначалници ќе настапат на изборите, тука пред се мислам за Гостивар, за општина Сарај, Чаир, слично. Тино, имења не се соопштија. Лидерите на Вреди вечерва го отворија изборниот штаб, но велат дека се уште нема да објават имиња. Тоа го оставија, како што рекоа, за наскоро, меѓутоа велат дека познати се сега за сега само имињата на шефот на изборниот штаб Аднан Назири, кој што ќе ја води ова изборна кампања. Велат дека во оваа трка тие ќе излезат самостојно на овие избори со своји кандидати и за советнички листи и за градоначалници, меѓутоа велат дека независно е како ќе се одвива целата трка, дали ќе има избор на градоначалник во прв круг или ќе се продолжи битката, ќе зависи и нивната одлука. Ова беше пред малку кажано на изјавата од страна на Изет Меджити, меѓутоа, но оние сите говори за време на отворањето на овој изборен штаб, тие своите пораки главно ги упатија кон Дуи и Таравари, нарекувајќи дека направиле политички пазар. Еве дел од обраќањето. Заедници сега со Тараваре и со 10 ќе ги победи, бидејќи Вреди. Мислам дека тие кои ги знаат околностите во политиката, членството на Алијанса за албанците е антипод на Дуи, што од основање до денеска така се случи и лани, кога го напуштија лидерот, бидејќи го погреши патот. Вака ќе се случи и сега, ќе го напуштат Тараваре и се приклучија целото членство на Арбенфетај и Влен и тоа што тие кои се трудат за албанската кауза. Така, ова беше делот говорите на отворањето на изборниот штаб, освен на Вреди и СДСМ, владеачката ВМРО ДПМН веќе соопшти 33 имиња кои што ја добија довербата да влегуваат во оваа изборна трка за локална власт, а од партијата во владината коалиција знам велат дека делот кандидатите се веќе определени, меѓутоа дека дел се води и преговори со ВМРО ДПМН во некои општини тие да подржат меѓусебно кандидатите. Но ова е за сега суплимат на она што се случуваше вечер околу распределбата на и можните имиња за кандидати за престојните локални избори од партиите. Ивана Соколовиќ најдова со последните информации поврзани со локалните избори.
Партиите си разменуваат обвинувања во пресрет на изборите, но сите од различен агол. За СДСМ рейтингот на ВМРО-ДПМН паѓа. ВМРО-ДПМН тврди дека инцидентот во општина Кочани е сценарио на СДСМ за спас на рейтингот на Филипче, а Европскиот фронт резултатите од изборите вели ќе повлечат и предвремени парламентарни избори. Дефинитивно тоа покажува дека тие воопшто не се сигурни во апсолутна победа и дека знаат точно граѓаните што гледаат, што чувствуваат и свесни се дека нивниот рейтинг паѓа и свесни се и дека сето она што го ветија не го исполнуваат пред граѓаните, па сега се служат со едни популистички наративи со кои што наводно ќе кажуваат во јавноста како тие се апсолутните победници, затоа што гледаат дека СДСМ е организирана партија, дека СДСМ сериозно се подготвува за локалните избори. Ова ли е иднината која ја нуди Венко Филипче? Тепање и страф. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страф и паника кај народот од локални тепачи кои се закануваат и сеат страф. Филипче дословно го спроведува планот на Заев, а како дел од истиот е и декларативно осудување на настанот. Наместо лицемерни пораки, еве, го предизвикуваме Филипче да побара неговиот тепач од Кочани, а Киов да си поднесе оставка од Советот во Кочани. Ќе излеземе со заедничка листа и заеднички кандидати. Со тоа фактички ќе бидеме опфатени сите ќе бидеме задоволни. Сигурно ќе бидеме победници на овие избори, апсолутни победници, бидејќи народот ќе верува и сега верува, ние сме опозиција, народот верува во нашата визија, имаме цел и нашите граѓани имаат доверба кон нас. Ќе видите дека по локалните избори Македонија ќе има една друга светла иднина. Без нас не може да има и централна власт. И Бугарија треба да се натера на обврски, за да знае дека доколку постави вето на следниот македонски интегративен пат, да има што да изгуби, вели поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој гостуваше во дневникот на Сител. Затоа ние мора да направиме известни измени во реалноста, кои што не се невозможни, кои што ќе се сведат на една работа. Следното вето да има голема цена за Софија. Да имаат што да изгубат. Правиме чекор, меѓутоа ако тој чекор не води вистина кон членство, пак имаме сопка овој пат на историјата или на не знам што, да има што да изгубат, да имаат влог и тие. Да играат и тие фер кон нас. Па полека вистина некако да почнеме да најдеме разбирачка и следниот чекор конечно, иако за после оваа навреда долго време ќе потрае, и пријателство. И билатералните прашања што се пикнаа внатре, ако веќе ги направивме европски, и алатките да се европски. Не може кај историчарите да нема европски експерти и олеснувачи, па Бугарија ему учествува во собата, ему она кажува дали било добро или не било добро. Ке мора некој друг да кажува. Акцијскиот план да биде вистина за малцински права на ниво на европските стандарди. Да не бидат нови желби што ќе ги шират тие рамки. 1050 евра изнесуваат трошоците на 4-члено семејство за основните месечни потреби, пресмета синдикатот. Растат трошоците за живот. Синдикатот пресмета дека на 4-члено семејство месечно ќе му требаат речиси 64.700 денари за да ги задоволи основните потреби, што е за 800 денари повеќе во споредба со мај. Неголемо поскапување има кај храната и пелоците, кои за еден месец поскапеле за над 700 денари. Цените ќе продолжат да растат, сметаат од ССМ. Затоа бараат титна реакција од власта. Само 2 месеци синдикалната кошничка е порасната преку 2000 денари, мајки го предвид поскапувањето на енергенсите, цените на горивата, храната, пијалоците и овие цени на мало. Време е за конкретни мерки и чекори, конкретни мерки на владата за цените, бидејќи додека траја мерките имаше некакво стабилизирање на цените. Премиерот неделава најави дека се прават анализи и наскоро ќе бидат објавени мерки ако растот на цените продолжи.
Без замрзнати цени и марши нема да остане никој во државата, сметаат од ССМ. Додека платите во регионот растат, кај нас домаќинствата нема да можат да врзат крај со крај. Доколку и ова не е аларм да се зауздат цените по маркетите и казнат несовесните трговци, ќе видиме само уште поголем одлив на работна сила, ќе видиме уште посиромашни граѓани. Инаку денеска државната статистика објави дека во април се зголемила просечната плата за скоро 700 денари во споредба со март. И истата изнесува 45.452 денари. Статистиката пресмета дека просечната нето плата за една година се зголемила за 10%, додека реално порастот е скоро 6%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Следите вести се во 23 до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.